Сара Спирковска-Костадиновска, ти благодарам што ја прифати поканата за овој разговор. Ти благодарам јас тебе, навистина ми е чест што ќе го имам овој разговор со тебе. Годинава на 60-тото јубилејно издание на Театарскиот фестивал Војдан Чернодрински ја доби наградата за млад актер. Ова ти е втора награда за млад актер. Како ја доживуваш оваа награда и што оваа награда значи за твојот актерски развој? Навистина ми е чест што ја добив по втор пат. Како што се пошегував и на самото доделување, ова не е само уште една потврда за мојот напредок, туку и потврда дека сум уште млада. Навистина е уште една потврда, му доаѓа како една потврда и на самата прва награда што ја добив. Чест ми е што има луѓе кои што го препознаваат постојано мојот напредок, мојот вложен труд, бидејќи како еден млад невработен актер, тоа е навистина од големо значење. Така, публиката можеше да те види освен во Црнила, во Ловета на Неда и во представите од независните театри Драга Јелена Сергеевна и Сина Сенка. Задоволна ли си од изведбите на овие три представи? Навистина сум задоволна, некако прилепската публика дава една посебна магија, некако на посебен начин ги прифаќа актерите и тоа навистина ти дава едно такво чувство да играш многу слободно пред нив. И тоа беше навистина магично. Многу добри изведби, навистина. Многу сме задоволни. Малку би сакала да се задржиме на представата Црнила, која зеде најголем број од наградите годинава на Театарскиот фестивал. Веднаш по представата, публиката имаше можност да гледа една тркалезна маса, каде што имаше можност да слушне мислење од стручната фила. Имаше и критика за поставеноста на представата на мала сцена, но и за изборот на сценско прикажување на одредени настани, што беше метафорично, што директно, што како актер за тебе значат ваквите коментари? Претпоставувам ова е конкретно за тркалезната маса, така? Да, тркалезната маса. Па конкретно на тркалезната маса, колку што се сеќавам, некакво стручно мислење дадоа професорката Ана Стојановска, која е и председател и селектор на самиот фестивал, и модераторот Милош Б. Андоновски. Што мислам во врска со тоа? Па, сметам дека секој има право да го каже својот став, своето мислење и навистина го ценам. Тоа се луѓе кои што се љубители на театарот и верувам дека нивниот став доаѓа од едно добро место и не е злонамерно. Но може би додала само дека поради нивната функција на тој фестивал како модератор и како председател и селектор, може би би било фер да е воздржано нивното мислење со цел само да не се влијае, да не се наметне некаков став за самата представа, затоа што и допрва ќе треба публика да ја гледа, која што досега не ја гледала, па и треба самата публика да си создаде да си формира свое мислење за представата. Така, една од забелешките беше и тоа што представата се играше на мала сцена, горе во Домот на културата. Тоа е самото по себе дека Прилеп веќе подолго време нема театар. Предизвик ли е да се спремаат представи, а да се нема соодветно место каде може да се изведат тие представи? Така. Да, тоа беше посочено исто на тркалезната маса како коментар дека можеби представата не припаѓа во тој мал простор. Меѓутоа, кое е другото решение? Тоа е единствениот простор кој што моментално Прилепскиот театар го има. Што е исто пак еден доказ дека Прилепскиот театар не може ништо да го сопре. И самото тоа што нема моментално театар е уште едно поголемо охрабрување за тој ансамбл да не се предаде и со наградите само го докажа тоа. Што ќе значи новата зграда која што допрва треба да се изгради? Па, одамна е познато дека Прилепскиот ансамбл е еден од најдобрите во нашата земја. Една нова театарска зграда ќе значи само Прилепскиот театар да го даде својот максимум, кој што го поседува. Две награди до сега на Војдан Чернодрински, многу улоги, предизвик ли е да се биде актер во ова ново време? Па, дефинитивно е предизвик, бидејќи може да видиме дека
ангажирани актери, наградувани актери сепак не го добиваат статусот на вработен актер, што е пак огромно значење, нели, екзистенционално прашање кое што треба да се реши во одреден момент. Меѓутоа е една постојана борба пак. Ние како невработени актери сепак не треба да се секако доаѓа еден момент каде што од време на време ќе се демотивираш, ќе те обесхрабри, меѓутоа не треба да се потклекне на сето тоа, бидејќи еве барем јас патот што досега го одам не бил лесен од самиот почеток. Меѓутоа се борам и се искачувам се нагоре и нагоре. И сум еден можеби доказ дека се може. И ќе се успее, ќе се стигне таму каде што треба. Тоа наредното прашање те демотивира ли моментот дека си невработена, а еве годинава публиката имаше можност да те види во 3 представи? Да, годинава навистина бев дел од 3 представи на фестивалот, од вкупно 5 премиери кои што ги имав минатата година. Морам да признам дека да, сигурно во одредени моменти ме обесхрабрило и ме налутило, меѓутоа сум како прилепчанка, можеби го имам тој и најтлив карактер, па ми дава еден кураж да се борам се повеќе и повеќе. Што би требало еве во овој дел да се промени во однос на вработувањата? Потребни ли се нови луѓе, нови лица во театрите за малку да заживее сцената? Апсолутно се потребни, За таа цел мора прво финансиски да се подкрепат самите театри. Мора да се отворат, да се предвидат финансии за нови вработувања. Исто така, според мене, голем дел од актерите, голем дел да не речам така, меѓутоа има актери кои што долго време го држат статусот на вработени, меѓутоа не се активни на сцената. Што треба да се случи со тие актери? Не знам. Според мене треба неработниците да се истребат од самите театри, бидејќи нема никаква корист од нив. Сега ова може би звучи така како што звучи, меѓутоа за да се отвори патот затоа што навистина има актери кои што премногу работат за прениски хонорари. Ајде да се отстапи место на тие млади актери кои што сакаат да работат, а тие кои што не сакаат да работат, може би има друго хоби кое што си го нашле меѓу време во овие години додека не работеле. Да, нека се посветат на тоа. Може би тоа би ги мотивирало и младите луѓе кои сакаат да станат актери. Дефинитивно. Јас верувам дека има голем дел на млади деца кои што им имале желба од млади да станат актери, меѓутоа не се охрабриле и се откажале, баш поради овој факт дека е навистина многу тешко да се опстане како млад актер и да се вработиш. Ќе те вратам на твоите почетоци. Која беше твојата прва професионална улога? Прва професионална улога тоа беше во 2017 година, чинам. Уште пред да се запишам на драмски факултет, представата Клетници во режија на Мартин Кочовски. Го играв од Джачарчето и уште некои други мали улоги во текот на целата представа. Со Мартин Кочовски ја имав првата представа пред да отидам на факултет и после факултет за Декамерон, кога ја земав наградата за млада актерка. Значи Мартин Кочовски ме испрати на факултет и ме пречека од факултет. Да. Мартин Кочовски за мене е еден од најзначајните режисери на Македонија, па и пошироко. Тоа го докажал со неговата долгогодишна работа. Има посебно место кај мене, огромно влијание има врз мојот развој како актерка и како човек, и до ден денес знаеме да седнеме и да ме посоветува и навистина ми значи неговото мислење, ми е онака еден човек на кој што безрезервно му верувам на мислењето. Освен театар, те имаме гледано и во филмски улоги. Предизвик ли е да се снима филм? Филмски улоги сега сум била во Врба на Милчо Манчевски, каде што игра Велика. Тоа беше една помалечка улога, меѓутоа многу значајна за мене, затоа што беше прво филмско искуство за мене. Потоа игра во Те дуажи ми мене како Кала, исто мала улога. И во минисеријалот Зад завесите на Ивана Ангелковска, поддржан од Институт за комуникацијски студии.
Тоа е мини серијал од 4 епизоди кој што требаше да се емитува на телевизија, можеби се емитуваше, не сум го сретнала, не знам до каде е таа работа. Не сум имала прилика да играм во некоја поголема улога за да можам да дадам некој поголем став во однос на тоа. Во нашата држава филмската уметност не е поддржана. Немаме финансии за поголеми продукции, а и тоа што се снима вака до сега, можам да забележам дека режисерите сепак одат на некоја по-сейф варијанта. Би додала до младите режисери, до поискусните режисери, дури можеби младите режисери се похрабри во тој потек. Да. До поискусните режисери да бидат похрабри и да земат и можеби не толку искусни актери и да се изненадат. Јас верувам дека ќе излезат многу добри соработки, а и не мора да се оди на некои поголеми улоги, главни улоги, меѓутоа мораш постепено да ги спремаш актерите. Можеби со некои првоепизодни улоги, па постепено да го градиш и да му помогнеш да расте актерот на филмот. Така. Каде се гледа Сара во иднина? Ако не бидне во некој театар, не знам. Не знам, до сега 2 награди не биднало вработување, не знам дали ќе бидне искрено, затоа што може да се увиде кај нас дека ангажираноста на еден актер, наградуван актер, талентиран актер, не значи дека треба да биде и вработен актер. За жал, некако пресудуваат други работи тука кај нас, за кои нема ни потреба да се зборува, веќе се јасни за сите. Би сакала, дефинитивно ми е желба и да работам и некаде и надвор од Македонија, на представи, на филмови, но ќе оставиме Господ да реши каде треба да отидам. Која е твојата порака до сите млади луѓе кои што сакаат да станат актери еден ден тука кај нас во Македонија? Да не се обесхрабруваат, да одат храбро, да не дозволат жарот и желбата да им се уништи од некои вакви пропратни работи, затоа што верувам дека тој што има силна желба и работи на себе, ќе стигне таму каде што треба да стигне. Сара, јас многу ти благодарам за одвоеното време. Благодарам многу.